Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Колосек. Тема на нашата вечерашна емисија е новата кампања која што ја спроведува првата детска амбасада во светот Меѓаши, насловена Мирот е секој чекор. На оваа тема ќе разговараме со Албулина Карага од Меѓаши и професор Мимоза Костовска од гимназијата Кочорацин од Велес. Добре дојдовте. Добро ве најдовме, благодариме на поканата. Така. Првата детска амбасада во светот Меѓаши, како што веќе напоменав, започна со кампања за воведување на мировното образование во воспитно-образовните институции во Македонија. Што представува оваа кампања и која е нејзината цел? Детската амбасада Меѓаши работи во полето на градење на мирот и ненасилна трансформација на конфликти и градење на подобри односи помеѓу заедниците повеќе од 10 години. Програмата за мировно образование, односно образование за мир, наречена, именувана вака, постои уште од 2011 година. Почнавме да соработуваме со средните училишта, а потоа, како се одвиваше и развиваше програмата, почнавме како пилот верзија да работиме исто така и со основни училишта, а друга програма во скоп на нашата организација, ПРЦД, работи со најмалите и работи со градинките. Се трудиме да се надополнуваме едни со други и да се трудиме вредностите за кои што се залага мировното образование, како што се принципот на ненасилство, на емпатија, на љубопитност, на чувство за друг, на ненасилна трансформација на конфликти, да ги пренесеме на наставниот кадар, на учениците, на воспитувачите и на децата, на најмалите. Сметавме дека време е оваа приказна да ја прошириме и малце да излеземе надвор од нашето вообичаено делување во оваа сфера и сметаме дека и јавноста е спремна, па ова е некој наш обид да ја мобилизираме истата за ова за што се залагаме да влезе во формално воспитниот процес. Иако ние веќе соработуваме со училиштата и веќе се спроведуваат мировни активности во разни училишта низ Македонија. Така, значи опфатени се сите возрасти од градинка, основно и средно училиште. Така, кампањата веќе е во тек, ќе се спроведува до 27 октомври. Кои активности ќе се спроведат во рамки на оваа кампања? Почнавме со одбележување на Меѓународниот ден на мирот, тоа е 21 септември. И фокусот ни беше да го одбележиме во просторите, во заедниците каде што делуваат училиштата со кои што соработуваме. И една недела посветивме на тоа, имавме најразлични активности. Училиштето, гимназијата Кочорацин во Велес традиционално организираше парада на мирот, затоа повеќе претпоставам ќе сега ќе ни зборува професорката. Оваа година за прв пат им се придружија и средните училишта од Гостивар, средното економско и гимназијата со Гостивар во организирање на парада, а други разни гимназии и средни училишта на различен начин го одбележа овој ден. Исто така им се приклучија и основните училишта и градинките. Имаше литературни конкурси, изложби, цртања, зависно од возраста на децата. Се дела мировни пораки преку балони во плоштадот на Скопје, се чита есеи за мир, исто така дел од наставниците кои што се вклучени во програмата, нивниот час тој ден, особено наставници кои што предаваат јазици, го посветија на тематски разговори, на структурирани разговори, работилници поврзани со полето на градење на мир, ненасилство и мировно образование. Така, еве професорката ќе може да ни каже како го одбележавте вие денот на мирот. Албулина спомена дека традиционално организирате парада на мир, па како помина сето тоа? Ние сме посебно горди што оваа година по четврти пат во гимназијата Кочорацин се подготвивме да одбележиме една од најголемите манифестации што се случува моментално и во нашиот град, покрај оние традиционални што ги има нашиот град. Ова беше манифестација на нашата
гимназија, парада на мирот 21 септември, во која што беа вклучени сите ученици од прва до четврта година, без разлика на национална припадност, без разлика на било каква предрасуда или било што. Значи, парадата на мирот четврти пат ја организираме и се помасовно и масовно, со тоа што добива на значење не само кај нашите ученици, туку и кај населението. Првата година кога ја организиравме нашата парада, луѓето и минувачите се чудеа што се случува. Бидејќи Велес се познат по многу работи, дека има настани што се случуваат. Ова беше нешто прв пат. Втората година веќе некои знаеја и медиумите веќе беа известени. Третата година уште повеќе, а веќе четвртава година, бидејќи пак ни се приклучија и оние на кои што светото станува, а кај што највеќе треба да се работи за да се добијат сите сознанија што е мирот, како треба да се негува и да се спознае уште мало детето кога е што значи мир, и децата од градинките. Навистина беше и убаво, и доживувањето беше убаво, организирано беше онака како што може нашите ученици тоа да го направат, заедно со нашите мировни активисти, сите кои што сме вклучени во оваа активност на мировно образование на Меѓаши, и навистина бевме среќни што се случи онака како што планиравме. Бевме сите задоволни и бевме исполнети, нашите планови се реализираа, парадата на мирот се реализира, сите учесници имаше и од другите средни училишта кои што учествуваа, бидејќи имавме распишано конкурс литературен, децата пишуваа состави, беа наградени 3 први места, прво, второ и трето место. Значи, во целост беше заокружено нешто што се вика, нешто кон што се стремиме, да имаме мир, да живееме во мир, да работиме за мирот, зашто мирот е секој чекор. Така, од ова што го кажавте, се гледа дека сте задоволни од сработиното од страна на учениците. Да, и од учениците, и од колегите, така, и од сите активисти кои што работеа на сето ова да се реализира како што треба да биде. Имаме традиционален круг околу гимназијата низ градот и доаѓаме на нашиот подиум, таму се доделија наградите, традиционално четврти пат, навистина убаво. Убаво и да се види и да се доживее. Така, кои други активности досега ги реализиравте во рамки на мировното образование? Па, бидејќи нашата гимназија Кочо Рацин од Велес е вклучена од самите почетоци на мировно образование, од почетоците до сега се реализирани многу работилници, многу надпревари. Во тие работилници и тренинзи учество како што земавме ние како активисти, така и нашите ученици преку нашите работилници што ги организиравме во нашето училиште, во кои што беа вклучени прво избрани ученици кои што самите сакаат да учествуваат, а сега веќе сите сакаат да учествуваат. Значи, мировното образование како не само како тема, не само како поим, не само како нешто што, а што е тоа? Навистина, кога ќе речете мирот, што е мирот и да го дефинирате, звучи многу лесно, меѓутоа не е баш така едноставно. А посебно за децата, сите па мир знаеме што е мир, меѓутоа ајде да видиме да разговараме на таа тема, секогаш имаме една стоп, пауза и размислувањето нивно доаѓа до изрази, што треба да се каже, кои компоненти да ги содржи сето нивно размислување за да се каже, а дури па и да се изведе тоа како што треба, живеејќи во една средна околина, во едно средно училиште во кое што имаме различни етникуми, нормално, а децата тоа си го прават на најубав начин како што може да се направи. Значи, немаме никакви проблеми сега за сега, се разбираат. Како ги прифаќаат децата сите активности кои што се поврзани со мировното образование уште од самиот почеток? Навистина со отворена душа и срце. Значи, навистина некоја активност која сакаме да реализираме, немаме проблем тоа да се реализира. Немаме никакви пречки. Дури сакаат повеќе деца да учествуваат. Сепак деца се, нели? Меѓутоа ние сме тие тука фактори кои што треба да влијаеме како тоа треба да се изведе и од нивниот аспект и од наш аспект. Мировното образование имаме желба, имаме идеја да се воведе во нашето образование. Едукацијата за мирот е процес кој што трае и ќе трае. И тоа јас мислев дека е многу едноставно. Дека не е проблем. Ама не е баш така. Не е така. Значи не е така. Кога ние возрастните свативме, значи што остана за децата. Така. Освен, нели, како што го споменавте, одбележувањето од денот на мирот, од страна на Меѓаши се поставија и билборди низ центарот на Скопје. Јас ќе ги замолам од режија доколку можат да ги пуштат фотографиите кои што ги имаме со билбордите поставени низ градот. Кои други активности досега ги реализиравте во рамки на кампањата? Во рамките на кампањата
направивме дизайн луѓе кои што се стручни за тоа и сме многу задоволни од резултатот. Важно ни беше да внесеме во јавниот простор поими како што се мирот и ненасилството и да пратиме порака дека тоа е постојан процес, дека тоа не е нешто што се завршува некогаш и не е некоја цел што се постигнува и тука сме завршила. И затоа и слоганот мирот е со секој чекор. Важно ни беше оваа порака да ја пратиме на сите локални јазици кои што се кои што се зборуваат и говорат во нашата држава, затоа што поради контекстот во кој што живееме и затоа што во минатото најголемите тензии беа помеѓу двете најголеми заедници, етнички се случува да заборавиме дека има и други луѓе кои што живеат заедно со нас во нашата и не би сакале да придонесеме и кон оваа тенденција на биполаризација на државата. Важно ни е во нашите дискусии да тематизираме дека освен најголемите етнички заедници има и други кои што исто така имаат своји потреби и за кои што исто така треба да се залагаме и за кои што правата треба да следат и да бидат исти за сите. Ако стварно се гордееме и се фалиме на секаде дека сме мултиетничка земја, ајде да го покажеме на дело. И впрочем, една од клучните работи за кои што се залага градењето на мирот е нашето дејствување, нашето делување да биде во хармонија со вредностите за кои што се залагаме. И затоа ненасилството е клучно во нашата работа, што се однесува до образовниот дел. Образованието за мир е вредносно втемелено. И важно освен што е и начинот како, методите кои што се користат, начинот на кој што се пренесува. Во случај да разговараме за начини на донесување на одлуки, колку е важно учениците да бидат вклучени во процесот на донесување на одлуки за работи кои нив ги внесува, тогаш се трудиме преку настава и по пример стварно да ги вклучуваме и почита да ја добиеме, па чак и авторитетот да го градиме врз основа на тоа колку фер се поставуваме кон нив, колку отворени сме и колку ги вклучуваме во различни процеси без при тоа да се плашиме дека со тоа ќе се изгуби авторитетот наставнички и така натаму. Значи, има доста содржини кои што се обработуваат во полето на образование за нив, меѓутоа и начините се важни. Тоа е научна дисциплина. Мировните студии постојат официјално што од 60-ти натаму. Меѓутоа, ние не би сакале ова да биде структурирано само како една содржина. Нам ни е важна и рамката, важно ни е да и професорот по математика и професорот по хемија, начините кои ги користи да ги одразува вредностите за кои што се залагаме. Така, за да се постигне саканата цел. Професорката Мемуза спомена дека децата одлично ги прифатиле активностите од оваа кампања. Како е прифатена од граѓаните и од институциите? Имаме различни искуства. И различните, исто така тоа има врска со начинот на кој што секој од нас го поима ова што го правиме и што се подразбира под истото. Имаме различни искуства и со раководните структури во разните училишта во кои што се работуваме. На декларативно ниво јас се уште не сум налетала на некога да каже не, ние сме против мир. Так. Не може. Меѓутоа, кога разговараме за неправди кои не болат, кога разговараме за тоа дека мора да се реагира на неправди и треба да се направи нешто, не може да бидеме неми пред неправди кои ни се случуваат или нас, или на луѓето блиско до нас. Ова понекогаш се толкува како да иницираме бунт.
Што не е точно, ние не би иницирале бунт без причина или не би поддржувале бунт без причина, а тоа што ни е клучно е начините на делување да бидат ненасилни. Ние веруваме во ненасилна акција и ни е важно кога се делува, да се делува со почит и со чувство за друг, макар и да се најдеме на спротивставени страни. Иако ретко кога во нашето поимање луѓето се наоѓаат на спротивставени страни. Некогаш само навидум се спротивставени страни. Ние се трудиме да стимулираме соработка наместо надпревар, диалог наместо дебата и обид за разбирање на другите наместо кавга. Така да мислам дека ова се промислувања, знаења и вештини кои што на сите нас, не само на учениците, ни се важни за животот воопшто и се прелеваат во разните полиња во кои што делуваме. Од училницата се прелеваат дома, се одразуваат на односите помеѓу луѓето, на односите помеѓу колегите, така натаму. Затоа сметам дека е важно ова што го работиме. Така, вашето барање до училиштата за одбележување на кампањата е барем еден наставен час на тема што е мирот. Како би изгледал овој час? Или пак еве во гимназијата, ако веќе се спроведува овој час, може ли да ни кажете како изгледа? Што правите на тој наставен час? Знаете дека во сите училишта има, барем во средните училишта има и проектни активности, и во рамките на тие проектни активности имаме мир, толеранција и заштита. И на еден од тие часови има тема мир, меѓутоа од наш аспект сега, од мировно образование, сите активисти кои што сме ние во мировното образование, на нашите часови по некој сегмент одделуваме да го спомнеме и да објасниме што е тоа, а особено професорите по историја или по македонски кога работат на специјална некоја тема, имаат посебна не должност, туку задоволство тоа да го презентираат на начин кој што се и самите тренирани тоа да го направат. Пред се да се создаде кај учениците свест дека потребно е разбирање, потребно е само почитување, но и почитување на другите. Значи, на еден убав начин, на кој што наидовме, барем во последниве 4 години од кога ова се работи, свативме дека и децата имаат еден степен подруг на разбирање меѓу нив. Макар да и пред тоа, можеби, меѓутоа сега го изразуваат на поинаков начин. Сепак размислуваат пред нешто да се случи и да се каже, а и знаат тоа како да го бараат, знаат како да истапат, макар да нивната бунтовност не може да се запре едноставно. Они се по вокација бунтовни, годините кај нас на тинеџерите им се такви. Сепак има разлика, веќе е навлезено малку, многу тешко, многу споро, меѓутоа има мора да се почне. Да, се почна и веќе децата имаат некое сознание што е тоа. Макар да пред тоа реков и го спроведувале можеби. Не едно нешто што е многу важно што се случува последнава година, барем јас што го уочувам, многу почесто се дружат националностите и на забавите што ги организираме, и на одморите, и на часовите. Значи, пред тоа не го имавме тоа, бидејќи во нашата гимназија имаме и албански паралелки, македонски паралелки. Децата порано беа, во една паралелка можеше да има од сите националности. Сега имаме и специфични паралелки, меѓутоа без разлика на тоа децата се дружат. Знаат што значи почитување на различностите, што ни е голема цел. Нешто што го постигнавме, мислам дека барем научија што е различно и дека тоа треба да се почитува. Сега знаат и зошто се слават празниците. Зашто нивните празници, не нивните, наши се сите тие празници. Меѓутоа таа националност го слави тогаш, нашата националност го слави тој празник во тој период, така да се створи едно навистина разбирање кое пред тоа мислам дека не постоеше. Дури учениците не се ги интересира. Сега веќе сакаат да знаат зошто е така, што се случува, каква е разликата меѓу тие настани и навистина ми е многу драго што се дружат. Тоа што е, мислам дека целта е постигната најмногу што се дружат и знаат како тоа да го прават. Знаат да се радуваат заедно, знаат да одат на парада заедно, знаат во дворот да бидат заедно, а сето тоа без изразување на некоја насилност или насилие во однос на и контекст на нивната младост и нивната бунтовност. Така, значи резултатите од активностите веќе има резултати, макар да реков се уште е пак рано.
Така. Ива, значи, гимназијата Кочурацин од Велес одлично се вклучила во активностите на Меѓаши за мирот, меѓутоа колку од другите училишта се вклучени во оваа кампања? Работиме со училишта во Скопје, работиме со училишта во Гостивар, во Дебар, во Виница и во Велес. Така. Многу сме среќни што програмата се проширува, меѓутоа не само поради проширување. Не е целта сама по себе да се прошираме за проширување. Промислуваме многу пред да почнеме да вклучуваме нови училишта, дали ние имаме ресурси и капацитети да им бидеме поддршка и да може да се носиме. Тоа што е важно за нас е тоа што работиме заедно со наставниците. Многу од иницијативите и многу од идеите и промислувањата за активностите доаѓаат од нив, затоа што тие најдобро го знаат контекстот во кој што живеат, најдобро може да ги уочат потребите кои што се во средината каде што живеат, дали училишниот контекст или заедницата поширока, и се трудиме преку мировните активности кои што се организираат да одговориме на истите потреби. Ретко кога се прават активности, односно скоро никогаш не се прават активности само за да се прават активности. Промислуваме долго какви активности се потребни за тие училишта, на кои потреби би одговориле, каков е најсоодветниот начин да се спроведат, кои би биле ризиците или не посакувани работи кои што би можеле да се случат, па како би можеле да ги минимизираме или воопшто да ги превенираме. Така да се работи доста и се работи во разни училишта. Исто во контекст на повикот кој што го направивме кон сите училишта, барем еден час да посветат на промислување околу тоа што е мирот за мене, како би можело да делувам за да го градам истиот, кои неправди ме болат, како може да реагирам, така натаму. Оставаме на професорите и на наставниците да одлучат, затоа што тие знаат повеќе. Ние сме тука да бидеме поддршка, ние сме тука да промислуваме заедно и да нудиме техники и методи. Што се однесува до содржината и до суштинските вредности за кои што се залагаме, тие се исти насекаде. Меѓутоа се трудиме да ги постигнеме преку различни форми. Исто така тука влијае и возраста на децата. Наставниците во основните училишта повеќе работат со песнички, со цртања, со изложби, со моделирање на глина, прилагодени на помалата возраст, така. И тука ни се клучна ни е соработката ем со стручните служби, ем со наставниците сами кои што ова го прават на волонтерска основа. И се трудиме образованието за мир да не им биде товар дополнителен, туку да им ја олесни работата. Тоа е впрочем и целта, да направиме да ја подобриме училишната клима воопшто. Така, што ќе се добие доколку се воведе мировното образование во воспитно-образовните центри, институции? Па сметаме дека ќе се врати назад или ќе се затврсти воспитната компонента на образованието. И оваа вредносната компонента исто така. Се надеваме, односно сметаме дека со тоа би помогнале за превенција на насилство. Би помогнале за децата да не се плашат од конфликти, да знаат како да се носат со нив, затоа што конфликтите се вообичаена и нормална работа на секојдневието. Тоа што е проблематично не се конфликтите сами по себе, туку начинот како се справуваме со нив. За жал, живееме во општество обколено со насилство, во кое што конфликтите се манифестираат со тепање, со кавги, со насилство општо и директно и не, односно структурно или културно.
Меѓутоа, важно ние и сметаме дека со уведување на образованието за мир и децата, и наставниците, и раководните структури ќе знаат како да се справат со конфликтите, да ги видат како можност, како потенцијал за соработка и како можност да се слушнат едни со други, зашто одредени работи им се важни. Она до што им е битно, што им е битно, па прилика за разговор, можност за градење на подобри односи и можност за градење на доверба. Затоа што ако не си веруваме едни со други, мислам дека тоа дополнително го отежнува можноста за разбирање. Така, и пред да ги погледнеме рекламите, уште едно прашање до професорката. Дали има разлика помеѓу однесувањето на децата од пред 4 години, пред да се воведат овие активности за мировно образование и сега кога веќе ги имате прифатено активностите за мировно образование? Мене ми е посебно задоволство што работам со деца од 1 до 4 година и една веќе генерација која што беше вклучена си отиде баш сега. И веќе тие знаат што е тоа, веќе. А следнава генерација што доаѓа од 1 година, до прва треба да се вклучи и да свати за што се работи, додека веќе 3 и 4 година што не се учениците, како предподготовка што има, може и самите искуства да ги пренесат преку нашите работилници, настапи и настани што ги организираме по повод мирот и мирот е секој чекор, бидејќи колку што ми е познато во Хрватска веќе оди во наставата мировен одгој како предмет и мислам дека не е тешко нешто кога веќе во комшиите го има и ние да го направиме. Многу полесно би ни било нас, меѓутоа секогаш треба да тргнеме од нашата основа, од она што ние го имаме. А кога ги имаме младите со нас, посебно задоволство беше што оваа парада што организирахме овој пат кај малите дечиња паролите беа толку убаво направени во соработка со нивните наставнички во градинките и родителите. И родителите нивни беа на парадата. Нешто што не го ни очекувавме, а го видовме и ни направи посебно задоволство. Значи, воведувањето на мировното образование во наставата, во едукацијата, не само што ќе допринесе за формирање и за развивање на свеста кај децата на повисоко ниво, самите деца ќе бидат и посвесни за сите случувања околу себе и своето другарче ќе го гледаат поинаку, а и на поинаков начин ќе постапуваат со него. Секако нема да биде исто. Резултатите се веќе видливи, меѓутоа пак ќе кажам, се уште е рано. Треба уште да се уште е рано, треба многу работа. Младите деца, знаете, светот е нивни и они мислат се знаат. И многу ми е чудно и мене смешно кога ќе речат јас се знам. И постојано им укажувам дека таа реченица на мојот час не сакам да не треба да ја употребувам. Јас ништо не знам. Не дека Сократ или некој мислител рекол, меѓутоа навистина цел живот учиме. А толку млади души дека се знаате смешно и кога ќе се размислат што значи сето тоа, тогаш доаѓа до сознание, па навистина треба уште да се учи и ќе се учи. Затоа сме ние образовна институција, да воспитуваме, да едуцираме, нели, на она ниво на кое што се очекува од нас и заедно со нашите ученици одиме напред. Во контекст на ова, често се прашуваме која е целта и кога ќе се постигне. Ние тешнееме кон подобрување и кон прогрес и тоа е постојан процес и не сметаме дека некогаш ќе заврши. На некои суштински работи ќе се навратиме дополнително и зависно како ќе се смени контекстот општествен, исто ќе одговараме на тие потреби. Мировното образование низ светот, иако има принципи некои суштински исти, знае да се разликува зависно од контекстот на живење. Во Јапонија, например, поради проблемите кои што ги имаат со нуклеарен отпад, со нуклеарна енергија и така натаму, фокусот на делување е во тој правец. Ние затоа што сме регион кој што имаме воено наследство и меѓуетнички конфликти и војни на 90-тите, полето на делување во однос на градење на мирот е првенствено во подобрување на односи помеѓу заедниците, во отварање простори и градење на доверба за да може да се разговара и за болни теми, за соочување со минатото, за градење на заедничка визија каде сакаме да одиме како општество, за градење на свет и општество во кој што секој ќе
ќе се чувствува добро и на свое и во кое што болките на сите ќе може да се тематизираат на начин на кој што нема да го загрози другиот. Да може да разговараме и да се поврземе на лично ниво, еден на еден. Ние многу голем дел од нашите тренинзи посветуваме време на запознавање лично. И на почеток дури ми е смешно на наставниците што толку многу време и игрици посветуваме на памтење на имињата. Ама сметаме дека за оваа работа тоа е една од клучните работи, да можам да те видам, да те слушнам и стварно да ме интересира како си. Така. За мировното образование ќе продолжиме со нашиот разговор по блокот реклами. Почитувани гледачи, останете со нас.